Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добро вечер и добро дојдовте. На почеток на станите на денот. На 24 годишниот Стојанче Стефанов, 62-ра жртва на пожарот во Кучани. Домашен притвор за Папазов и поголем број осомничени за трагедијата. Затворскиот притвор за Бектеши останува на сила. Обвинителството поднесе жалба на пресудата од 2 години затвор за возачот кој ја усмрти Теодора во Тетово. Марта Кос на средби во Софија очекува да се најде договор за бугарското малцинство во Македонија. Владата е стабилна и без таравари, велат од знам. Кокетирање со ДУИ за нив е неприфатливо. Дел од трговците бараат продолжување на рокот за објава на цените на производите онлайн. Аптеките бараат да бидат иземени. Верниците се подготвуваат за Великден. Вапцени јајца и утринска литургија за Велики четврток. Како успеал да го спаси својот живот, како течело неговото лекување и што предстои? Во тема на денот во овој дневник ќе разговараме со младиот Јордан Евтимов, преживеан од трагедијата во Кучани. Останете со нас, почнуваме со дневникот. 24-годишниот Стојанче Стефанов од Кучани по 1 месец лекување во војната медицинска болница ВМА во Белград им подлегна на повредите. Стефанов е 62-ра жртва во пожарот во дискотеката Пулс во Кучани. Станува збор за пациент кој од првиот ден согласно извршената првична тријажа од медицинските тимови е веднаш упатен на лекување во ВМА и кој беше интубиран и во критична состојба во изминатиот месец. Сања Димитровска известува. 24-годишниот Стојанче Стефанов од Кочани ја загуби битката со сериозните изгореници и повреди од вдишување на чад. Тој е 62-та жртва на големата трагедија што се случи на 16 март. Цел месец се бореше за живот и беше во тешка и критична состојба во Воено-медицинската академија во Белград, каде беше испратен на лекување. Станува збор за пациент со 27% зафатеност со изгореници и сериозни повреди од вдишување на чад. Во ВМА е опериран на 4 април и е поставен на ЕКМО апарат. Но заради сериозноста на повредите, тој поголем дел од хоспитализацијата беше нестабилен и во тешка општа состојба. Стефанов по пожарот во Пулс бил прво хоспитализиран на Карел, но по направената медицинска тријажа и сериозните повреди на горните дишни патишта и белите дробови, како и степенот на изгореници, бил веднаш транспортиран на лекување во ВМА во Белград. Со контактите што ги имавме со професор Воислава Нешковиќ од Белград и останатите колеги, добивме информација дека уште од самиот старт пациентот бил во критична состојба на механичка вентилација, за да по влошувањето на неговата состојба 12 дена пациентот бил поставен на екстракорпорална мембранска оксигенација. Влошувањето настапува во раните сати. Пациентот им подлегнува на повредите некаде околу 11 часот денес. Денеска се враќа уште еден пациент кој беше на лекување во Солун и во странски медицински центри остануваат уште 45 пациенти. Двајца од нив се во потешка, но не во критична состојба, велат од Министерството за здравство. Во македонските здравствени установи на болнички третман се 6 мина. Во големата трагедија во Кочани починаа 62 лица, околу 200 беа повредени. Повеќе од 100 беа испратени на лекување во 22 европски земји. Сања Димитровска, Сител телевизија. Екс-градоначалникот на Кочани, Љупчо Папазов, е меѓу осомничените за кои ефективниот притвор денеска е заменет со домашен. Во притвор инатаму останува поранешниот министер за економија Кришник Бектеши. Обезбеден е полицискиот службеник кој беше недостапен за истрагата. Обвинителството тврди дека тимот обвинители работи во полн состав, откако од ДУИ обвинија дека еден од нив се откажал поради несогласување околу текот на истрагата. Поранешниот министер за економија Кришник Бектеши е единственото звучно име кое останува во притвор во истрагата за пожарот во импровизираната дискотека Пулс во која загинаа 62 луѓе, околу 200 беа повредени. Доскорешниот градоначалник Љупчо Папазов
Од Кумановскиот затвор се сели дома. По барање на обвинителството во домашен притвор одат уште тројца осомничени. Поранешниот прв човек на пазарниот инспекторат Горан Трајковски, еден инспектор и член на обезбедувањето. Во домашен притвор веќе се поранешните градоначалници на Кочани, Радко Димитриевски и Николчо Илиев, екс-директорката на Пазарна Анета Симеска Димоска, поранешните министри за економија Валјон Сарачини и Беким Незири, за амбасадорот Дритон Кучи, кој исто така раководеше со ова министерство, изречени се мерки на предпазливост. Полицаецот, кој беше недостапен за органите на прогонот, изутрината сам се пријавил во обвинителството. Тој е меѓу 10-мината службеници кои завчера беа опфатени во истрагата откако МВР поднесе кривична пријава. Утринава сам се пријавил и сега е пред судија на претходна постапка, велат од обвинителството. Ниту еден обвинител не се повлекол поради наводни притисоци. Обвинителството ги демантираше овие тврдења и оттаму велат дека на случајот работат истите обвинители како и досега. Ваква информација изутрината лиферуваше ДУИ, тврдејќи дека истражните органи истрагата ја водат под политички притисок и со намера вината да ја префрлат кај други. Информациите дека еден јавен обвинител кој бил дел од предметот се повлекол поради несогласување околу квалификацијата на делото и особено поради политички притисоци од страна на партии во владата, во нормална држава би бил аларм за целото општество, соопштија од ДУИ. Опозицијата обвинува, истрагата се води селективно, а одговорност се бара само од поранешни функционери. Јасно е дека истрагата за овој настан се води селективно и во сосема погрешен правец. Ова не е случајно или поради незнаење, туку намерно, со цел да се заштитат актуелни функционери, службеници и началници кои морале да постапат копната ноќ, но тоа не го сториле. Во досегашната истрага за најголемата трагедија во Македонија опфатени се вкупно 59 осомничени лица. Даниел Василев, Сител телевизија. За кобната ноќ во Кочанската дискотека, како се спасил во толпата луѓе, за поминатите болнички лекувања и предизвикот да се продолжи понатаму. По продолжение во тема на денот, Маријан Николовски разговара со Јорданчо Евтимов која преживаа трагедијата во Пулс. Во тема на денот вечерва разговарам со Јорданчо Евтимов, млад кочанчанец кој ја преживеа трагедијата во дискотеката во Кочани. Се лекуваше. Добро вечер. Добро вечер. Ова интервју требаше да го правиме во студио, но по препорака на вашите лекари дека се уште е рано за комуникација поголема со луѓе, го правиме вака преку социјалните медиуми. Ти денеска беше во Кочани на контрола. Што велат лекарите? Бев на контрола, да, меѓутоа бев во старата градска болница во Скопје, Светина Охридски, поради тоа што таму се лекував, таму ми беше мене целото лекување на изгорениците. Рекоа дека сум супер. Имам една мала раничка на палецот на десната рака, која што е поради изгореници, мислам дека поради преседувањето на кожа, едно мало место немаше фатено добро кожа. Меѓутоа ништо сериозно, само препорачаа барем уште неколку денови да избегавам директен контакт со луѓе, со цел да не направам некаква инфекција. Колку време траеше твоето лекување? Цело време беше во Македонија, така во Скопје? Цело време бев во Македонија, поради тоа што немав внатрешни изгореници, немав проблем со дишењето, имав само изгореници на левата и на десната рака. Така да цело време бев во старата градска болница во Скопје, во Светина Охридски. Инаку лекувањето траеше околу 23 дена таму. Лежев 23 дена, поради тоа што докторите сакаат да не пуштат без да имаме никакви преврски понатаму. Значи, ги поминавме сите преврски таму и бевме пуштени на домашно лекување откако бевме целосно закрепнати, односно откако веќе немавме потреба од преврски. Како си ти задоволен од третманот, медицинскиот третман што го добиваше за време на лекувањето? Искрено презадоволен. Ја и претходно што имав интервју на Канал 77, премногу ги пофалив докторите, сестрите, сите медицински лица, болничарите во Светина Охридски во Скопје, поради тоа што беа стварно премногу професионални, 24/7 беа достапни за нас, многу брзо реагираа кога стигнавме од Штип во Скопје, веднаш ни помогнаа, имавме детални контроли, детални проверки на се, така да искрено презадоволен. Ти си префрлен после трагедијата истата вечер на медицинско лекување, така? Со брза помош или како? Па ја откако излегов од дискотеката, откако ми помогнаа да излезам, пошто бев некои 15-20 минути таму,
Прво отидев во болницата во Кочани, пошто не знаев колку сум сериозен и не знаев дали воопшто ќе можам да стигнам до Штип. Меѓутоа, кога отидев во болницата во Кочани, кога видов каков хорор има таму, сванав дека можеби подобро ќе биде да отидам во Штип, поради тоа што знам дека во Штип е поголема болницата и најверојатно ќе можам да потражам повеќе помош. Поради тоа што во Кочани е многу помала болницата, секоја част на лекарите и таму многу брзо се екипираа, многу брзо почнаа да помагат на сите, меѓутоа јас поради тоа што немав проблеми со дишењето, имав само изгореници, мене ми требаше само преврска, така да одлучив да отидам во Штип. Во Штип ми направија преврска, за не знам, некој си пола саат стигнавме таму од Кочани до Штип и дополнително мислам дека ми дадоа некоја инекција за болки. И од таму бевме пратени во старата градска болница во Скопје со помош на амбуланско возило. И тука решија да ве задржат, сериозни беа изгорениците на рацете? Па да, изгорениците беа од трет степен. Мене ми е пресадувана кожа, земано е од ногата кожа и е пресадувана на рацета. Левата рака има изгореници само на прстите, од озгоре, значи двете раце се изгорени од озгоре, немате изгореници оздолу. Така да левата рака има само на прстите, додека десната е нешто подолу од подлактицата. Меѓутоа е само горниот дел на рацете изгорен. Добро, од денешен аспект, кога ги гледаме состојбите, како ти успеа да се спасиш? Кај се наоѓаше за време на пожарот во дискотеката? Па јас мислам дека бев некаде околу 3 до 4 метри оддалечен од вратата. Јас бев паднат на земја. Имав луѓе потрупано врз мене, поради тоа што од самото стампедо сите се бутаа и јас не очекував дека до толку ќе стане хаос и дека некој ќе ме бутне мене, као бев поопуштен на некој начин. Едноставно само се бутав на напред и у моментот кога веќе настана целата гужва, мене ме бутнаа на грбот и ја паднав на подот. Значи буквално лежев на подот и врз мене лежаа луѓе. Мислам дека можеби од таа причина и сум имал среќа дека сум бил на подот, поради тоа што на подот беше прилично чист воздухот, не беше толку, да речам, жешко за дишење и дополнително немаше чат на подот и од таа причина немав изгореници внатрешно. Меѓутоа од самата топлина која што се ствараше во просторијата во дискотеката, ми изгореа рацете. Добро, кога падна, кога се најде на подот, имаше други луѓе околу тебе, исто како успеа излезе или спасувачките екипи на крајот те извадија? Па, лежев некои 15 до 20 минути, мислам според мене, и моментот кога осетив дека веќе нема толку многу пискотници и дека некако луѓето се движат над мене послободно, сванав дека најверојатно веќе е помината целата таа гужва. И некако е протнав раката низ луѓето кои што лежаа над мене, левата рака, и почнав да мафтам со неа. Тука ме забележаа едно дете, Александар Стоименов, би сакал да го поздравам јавно, пошто ми го спаси живото. Мислам дека ги тргнаа луѓето. Не се сеќавам дали се биле, не се сеќавам ни кои се биле над мене, не знам дали станаа после тоа, не се сеќавам од целата таа гужва што се случуваше. Меѓутоа знам дека он ми помогна, ми подаде рака, ме стана и од таму јас успеав, односно бев доволно присебен и имав адреналин низ мене и можев да се движам сам и станав и побарав некој да ме однесе до болницата. Тука беше еден мој другар, школски другар, Давид Малинов, и него би сакал да го поздравам, кој што веднаш дојде до мене, немаше изгореници, беше добар и рече ќе ме носи во болницата во Кочани. Немаше некои повреди врз телото, скршеници од луѓе кои се движеле преку тебе, со тебе или? Не, единствено нешто што ми беше тежината, наградите. Луѓето се движаа, ама не газеа директно врз мене, пошто имаше други луѓе над мене. Така да немав некој да ме газе директно мене, туку само се осеќаше тежина. Сега од самата тежина у тој момент не осеќав болка. После кога отидев во болницата во Скопје, имав некоја мала мачнина на градите и мислев дека е од дишењето. И веднаш побарав помош за тоа. Докторите брзо реагираа, мислам дека веднаш ме пратија на некакво снимање за да видат дали е окей со дишните патишта. И сето тоа беше окей, најверојатно е било поради тоа што самата тежина од луѓе и осеќав тежина на градите. Јорданчо, кажи ми, пред да се случи трагедијата, да се случи настанот, оние видеа кои се појавува на социјалните мрежи покажуваат дека
пожарот почнува да се разгорува, но голем дел од присутните дали не се свесни, дали имаат некое друго размислување, фотографираат, снимаат. Свесни бевте вие дека се случува пожар или? Па јас од тој момент, се додека пејачот од ДНК не најави, односно не кажа дека има пожар, дека нешто горе, ја не бев свесен за тоа, пошто бев од страна на бината. На некој начин најоддалечената точка беше таа од вратата. И моментот кога го кажаа тоа и кога се завртив горе, беше прилично малце. У тој момент не се сеќавам дали сум размислувал дека брзо ќе го изгаснат или дека е анимација. Не памтам добро, меѓутоа знам дека беше прилично малце. Моментот веќе кога втор пат не предупреди да излаваме, веќе сите го сванаа сериозно и потребни беа 30 секунди за да стигнам јас од местото кај што бев до местото кај што паднав и веќе беше целото запалено. Прилично брзо се ширеше пожарот. Не беше тоа као да имаш доволно време да реагираш, туку за нешто помалку од една минута мислам дека се запали целото. Како реагира другите? Имаше паника, имаше обид за не знам. Па имаше многу паника, имаше многу пискотници. Јас у тој момент не видов ништо поради тоа што бев потрупан со луѓе. И беше само темно, не памтам ништо дека не памтам кој како реагирал. Само знам дека јас кога станав имаше прилично многу луѓе кои што помагаа. Единствени двајца кои ги памтам се тој што ми подаде рака, Александар Стоименов, и Давид Малинов кој што ме однесе у болницата. Други лица не памтам, пошто само гледав да излезам и да побарам правопомош. Сега кога си на домашно лекување со дел од луѓето кои се пријатели, кои се бил на местото на настанот, кои преживеале или кои се живи, претпоставам дека сте разговарале. И, како ги анализирате состојбите? Дали можело да се избегне, да речеме, дали можело од некој начин да се излезе на друг начин преку одредени прозори, ако постоело или? Па, од тоа што знам, мој другар кој што беше исто со мене на масата, он им излезено порано поради тоа што бил поблиску до вратата у тој момент. Беа отиделе да земат пиење и у тој момент се најделе многу поблизу до вратата и излезеле без повреди. И веднаш шом излезел се вратил за да помага, односно за да ги извлачат луѓето. Мислам дека како втори излез у тој момент го користиле еден прозор од билетарата. Според тоа што ми го кажа, и мало некако излез преку дискотеката да влезеш во билетарата, некоја врата, и оттаму низ билетарата од прозорот го скршиле за да може да излегуваат луѓе. Тоа мислам дека како втори излез го имат користено. Сега претпоставувам и мало и други врати, меѓутоа или се били заклучени или не сме ги ни знаеле, пошто никогаш не сме користиле некоја таква врата во дискотеката и никогаш не сме се надевале дека вакво нешто може да се случи. Ѓорданчо, ти си млад човек, да се преживее ваква трагедија е сигурно остава трауми, но гледам полн си со енергија. Понатаму во животот продолжуваш како човек кој што претпоставувам ќе продолжи да се бори, да произведува. Ти се занимаваш, мислам дека со информатика, така? Јас сум софтверски инженер. Софтверски инженер. Што би им порачал на пријателите твои кои што ја преживеа оваа траума после тоа дека за понатаму? Па, искрено, ова е преголема трагедија за Кочани. Мислам, стварно ќе остави траума на многу луѓе. Јас искрено супер се носам, не знам како, многу ми помага работата во овој момент, поради тоа што сум дефокусиран од целата таа трагедија, значи се фокусирам на работите и не го размислувам тоа. Можам да кажам дека стварно немам никаков психички проблем поради тоа што самата работа ми помага, јас уживам да програмирам. Сега не знам што да им препорачам на луѓето поради тоа што пак е голема траума. Јас имам видено слики и видеа што се има случувано и за мене тоа изгледа како на филм. Поради тоа што јас ништо од тоа немам видено во живо. Додека ако го имав сето тоа преживеано и мислам го имав да го имав сето тоа видено, можеби јас ќе сум имал некоја траума или не знам, да не можам да спијам ноќ.
Така да, единствено нешто што би им препорачала е, не знам, да се обидат да продолжат со нивните животи понатаму, да се фокусират на себе, да не го размислуваат премногу тоа, или пак, ако им помага да зборуват за тоа со цел да си ги ослободат своите мисли. Мене искрено ми помага тоа што зборувам за целата оваа ситуација, поради тоа што не го собирам стравот во себе, туку едноставно споделувам што се случило и не знам, мислам дека тоа е исто еден дел поради кој што ми помага за да го, ајде да речем, преживеам сето ова не толку травматично. Ти благодарам многу, апсолутно, и за ова сведочење и гостување во телевизија Сител. Ти посакувам многу успех и понатаму во својата професионална и животна кариера. Ви благодарам многу и јас на вас за се. Тоа беше Јордан Чоевтимов, преживеан од трагедијата во Кочани. Обвинителството поднесе жалба на пресудата со која на 2 години затвор беше осуден возачот кој усмрти 22-годишната Теодора на пешачки премин во Тетово. Сега по втор пат гостиварска апелација ќе треба да носи одлука откако во претходната постапка по жалба токму тие му ја намалија претходната казна од 3,5 години затвор. Јавното обвинителство бара повисока казна за Менсур Пајазити, кој неодамна беше осуден на 2 години затвор за сообраќајка во која загина 22-годишната тетовчанка Теодора Ристовска. Жалбата е вложена поради висината на кривичната санкција, која според обвинителот е преблага во однос на тежината на стореното кривично дело и степенот на кривична одговорност на обвинетиот, велат од јавното обвинителство. Барањето следи по незадоволството од јавноста за одлуката на судијата Елведин Ферати. На ист став се и во јавното обвинителство, од каде велат дека бараат построга казна заради тешките последици од сообраќајката, во која Теодора прво била тешко повредена, а подоцна и починала. Случајот го анализираше судскиот совет, кој смета дека казната не можела да биде повисока, бидејќи првичната од 3,5 години ја намалил апелациониот суд и според законот за кривична постапка, построга казна во повтореното судење е забранета. Но според обвинителството, сепак постоел простор за корекција на пресудата. Последниот збор повторно ќе го има гостиварскиот апелационен суд. Општиот јавен интерес, предизвикан од зачестеноста на вакви кривични дела како појава, укажува на потребата од јакнење на казнената политика како превентивен механизам, па јавниот обвинител одлучи да ја искористи законската можност и да побара од апелацискиот суд во Гостивар да ја приначи казната во повисока. Казната за Пајазити била намалена откако обвинителот на јавна седница во апелациониот суд се согласил на поблага казна. Поради тоа, предметот за увид го побара и државниот јавен обвинител. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Од денеска стручната комисија проверува како починал 57-годишниот пациент кој не бил третиран на клиниката за кардиохирургија. Паралелно траат барањата за оставка од министерот за здравство Таравари. Министерска комисија влезе во државната кардиохирургија за да изврши вонреден стручен надзор за тоа како почина 57-годишниот пациент на оваа клиника. Комисијата ќе треба во рок од 8 дена да ја провери работата на кардиохирургија и да даде извештај до министерот Таравари. Сомнаш за работата на оваа клиника, Министерството пројави по извештајот на Државниот здравствен и санитарен инспекторат дека не работела едната ангиографска сала, но и дека на клинички немало ни стенд графтови за евентуално да се интервенира кај пациентот. Од Министерството велат дека досега кардиохирургија не упатила на тоа дека во периодот на реновирање ќе имаат проблем во функционирањето. Од клиниката за кардиохирургија во своето известување од 8 февруари го известуваат Министерството за здравство дека почнувајќи од 14 февруари во просторот во операционата сала број 2 ќе се спроведат градежни работи и во тој период ќе функционира операциона сала 1, односно пациентите ќе бидат соодветно згрижени со здравствена услуга, коментираат од здравство. Од друга страна, не престануваат политичките барања за разрешување на министерот Таравари, откако семејството на пациентот обвини дека тој починал бидејќи во кардиохирургија немало услови за лечење и спас на болниот.
Министерот Таравари продолжува да ја крие сопствената одговорност позади некаква стручна комисија, која треба да утврди дали имало пропусти од здравствените работници за случајот со починатиот пациент на клиниката за кардиохирургија. Јавноста мора да знае дека затворањето на единствената сала на кардиохирургија во услови кога очигледно пациентите нема каде да се пренасочат представува колапс на здравствениот систем по директива на министерот, велат од партијата на АПСИЕФ. Слична реакција и барање вчера пак стигна и од опозицијската СДСМ. Таравари предходно изјави дека починатиот пациент бил примен на кардиохирургија, а лекарите одлучиле дека не треба да се оперира, но и дека ќе има проверки дали е направен лекарски пропуст. Според министерот, во една од салите на кардиохирургија се инсталирал нов апарат, пошто требала да профункционира на 15 мај. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицковски ја оцени како исклучително квалитетна и успешна посетата на владиниот тим на Обединетите Арапски Емирати во изминатите денови. Вели дека ги презентирале можностите за инвестирање во Македонија и ја поставиле земјата на мапата на светските инвеститори. Разговаравме за проекти од областа на транспортот, пред се коридорите 8, коридорот 10 и отсечката на коридорот 10-10D. Потоа разговаравме за проекти кои што се силно поврзани и тесно поврзани со туризмот. Се разбира тука нашиот македонски, балкански, би рекол, светски бисер Охрид, потоа Попова шапка како исклучително силна инвестиција која што треба во годините кои што следат да донесе големи економски бенефити за македонските граѓани. Потоа во делот на градежништвото неколку локации каде што навистина може да се направат лендмарк објекти кои што ќе бидат препознатливи не само за Скопје, Македонија или за другите градови во нашата држава, туку и за регионот, па би рекол зошто да не амбицираме да прераснат такви лендмарк објекти за цела Европа. Зборувавме за инвестиции во делот на земјоделието и се разбира енергетиката како главен приоритет, тоа се проектите, односно хидроцентралите на река Црна, а тоа се Чебрен и Галиште. Комесарката за проширување Марта Кос од средбите во Софија порача дека е оптимист за наоѓање договор за заштита на бугарското малцинство во Македонија. Откако вчера испрати порака дека никој не може да гарантира дека уставните измени се последна пречка за старт на преговорите, Кос денеска вели дека проширувањето на Унијата со земјите од Западен Балкан останува врвен приоритет. ВМРО-ДПМНЕ побара од СДСМ да се извини што ги лажале граѓаните дека промената на уставот е последен услов. Еврокомесарката за проширување е сигурна дека Скопје и Софија набрзо ќе постигнат договор за заштита на бугарското малцинство. Пораката ја испрати од Бугарија, каде денеска се сретна со премиерот Желјасков, подпредседателката Јотова и министерот за надворешни Георгиев. Откако вчера испрати порака дека никој не може да ја гарантира на Македонија дека уставните измени се последна пречка за старт на преговорите, Кос денеска вели дека проширувањето на Унијата со земјите од Западен Балкан останува врвен приоритет. Поддршка за ваквиот став даде и бугарскиот премиер. Българската позиција е јасна и последователна. Подкрепяме европейскиот пат на всяка страна од Западните Балкани, раководена од принципите на индивидуалниот подход и постигнатија напредък. Вярваме, че ангажираността към реформите трябва да бъде двустранна. От страна на кандидатите, но и от страна на Европейския съюз. Необходима е предвидимост, честност, яснота и диалог. Европейската интеграция преди всичко ще доведе до стабилност и сигурност в региона, защото знаем, че света в днешно време се променя много бързо. И във времена на нови глобални предизвикателства за сигурността ни можем да защитаваме нашата свобода и сигурност и просперитет, само ако нашите съседи са с нас. За да бъдем успешни в това е необходима нагласа, която да преодолее болката от миналото и да погледне към възможностите от бъдещето. И това ще изисква лидерство. Не е вистина дека го блокираме Скопје. Нашите барања се нормални, порача и бугарската подпредседателка Јотова пред средбата со Кос. Има опит от страна на нашите колеги от Република Северна Македония да представят нормалните искания на България да се спазват европейските критерии, като определена прищявка, вали не от страна на нашата страна. И освен това се опитват да ги вкарат в рамките на двустранна блокада, което не е истина.
Филипче и СДС да се извинат што го лажеа народот дека бугари во уставот се единствен услов за напредок на државата, велат од ВМРО ДПМН, по се погласните пораки кои доаѓаат и од Европската унија и од Бугарија. Додека ВМРО ДПМН бараше гаранции уставни измени со одложено дејство, СДС повторно не убедуваше дека нема опасност од ново вето од Бугарија. И председателот Христијан Мицкоски јасно посочуваше дека смената на уставот е само почеток на барањата. СДС пак лажеше дека тоа не е точно. СДС ја заплеткаа државата во чвор, го лажеше народот и ги распродаваше државните и националните интереси без око да им трепне. Каде е сега Венко Филипче да ја убедува јавноста дека уставните измени се единствениот услов за напредок, прашуваат од владеачката партија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Владината коалиција е стабилна и без учеството на таравари, вела денеска од партијата ЗНАМ по синокишниот состанок на највисокото партиско раководство. Став на ЗНАМ е дека партиите кои кокетираат со ДУИ не треба да имаат место во владата, но простор за диалог нема ниту со поранешни функционери од СДСМ за кои постојат сомневања за злоупотреби. Се уште е неизвестно дали резидувањата во коалицијата вреди ќе значат и крај за учеството на таравари во владата. Секој што соработува со нереформираната ДУИ е неприфатлив за владиното партнерство, сметаат од ЗНАМ. И покрај привирањата во вреди од партијата тврда дека владата е стабилна. Јасно не одговорија дали по ваквите ставови ќе побараат разрешување на министрот Таравари, таква одлука велат ќе носел само премиерот. Секој кој што соработува за отворени или затворени врати со нереформираната ДУИ за движењето ЗНАМ е неприфатлив да биде составен дел на партнерството во кое што учествува ЗНАМ. За движењето ЗНАМ за наша Македонија не е прифатлива соработка со поранешни, актуелни и идни функционери, пратеници и членови од редовите на СДСМ за кои има индиции дека учествувале или се дел од организираниот криминал и корупција во Република Македонија. Криза во владата нема, тврдат и од вреди кои го обвинија Таравари дека има договор со Ахмети и дека сам се исклучил од коалицијата. Касами како еден од тројцата лидери најавува дека владиното мнозинство ќе се зголемува со пратеници од опозицијата. Владата има стабилно мнозинство. Вие слушнавте дека и самиот Таравари кажа дека не е подготвен да излезе од владината коалиција, но од друга страна веќе има понуди, барања, разговори со други политички фактори во делот на опозицијата кои се подготвени да бидат дел од владиното мнозинство. Така да ценам дека ова ситуација нема да ја разниши владата, напротив, владиното мнозинство ќе биде уште поголемо. Крилото на Таравари пак се уште остава простор за договор со коалицијата за кандидати за градоначалници во неколку општини. Отворената врата за села и можноста повторно да ги здружат силите најверојатно ќе биде одбиена. Преку статус села му врати дека според албанската традиција е обичајното право. Домот не е само место каде што живеете, туку е име и идентитет. Честа довербата, дадениот и чуван збор се атрибутите кои овој собственик мора да ги има, напиша села враќајќи му на Таравари. А владеачката ВМРО ДПМН смета дека превирањата во вреди се внатре-партиско прашање. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Председателските кандидати на ланските избори потрошиле вкупно 7,5 милиони евра за кампања, од кои најголемиот дел, 5,7 милиони, се пари од државната каса, објави државниот ревизор. Најмногу се рекламирале на телевизија, помалку на портали, најмногу потрошиле Пендаровски и Силјановска Давкова. Вкупно 7,5 милиони евра потрошиле 7 председателски кандидати во кампањата за председателските избори, покажува последниот извештај на Државниот завод за ревизија. Според него, за политичко рекламирање кандидатите ни потрошиле нешто над 5,7 милиони евра. Овие пари од буџетот директно им се префрлени на медиумите, додека нешто под 1,8 милиони евра учесниците во кампањата ги обезбедиле од донации и други своји извори. Над 70% од парите за реклами ги потрошиле Силјановска и Пендаровски. За екс-председателот и актуелната председателка Државната изборна комисија за реклами на медиумите им префрлила нешто под 4 милиони евра. И двајцата трошеле речиси идентично, по нешто помалку од 2 милиони евра. Османи потрошил околу 800.000 евра, а Таравари нешто над 700.000. Најмалку пари потрошил лидерот на ЗНАМ, кој за цела кампања се рекламирал за нешто над 100.000 евра. Најголем дел од рекламите или 3/4 председателските кандидати
кандидати ги пласирале во телевизиите, кои заедно од кампањата инкасирале 4,2 милиони евра. 19% од рекламите оделе на интернет порталите, 7% на радијата, а само 1% во дневните весници. Согласно законот, учесниците во кампањата можат да потрошат најмногу по 110 денари од запишан гласач во избирачкиот список и како што утврдил ревизорот, сите кандидати се држале во законските рамки. За потранспарентно финансирање на изборната кампања, Државната ревизија предлага серија измени во изборниот законник во насока на подобро следење на трошењето за рекламирање, движењето на средствата собрани од донации и следењето на дистрибуцијата на рекламните кампањи на интернет порталите. Александар Спасовски, Сител телевизија. Дел од трговците бараат продолжување на рокот за објава на цените на производите онлайн. Аптеките бараат да бидат иземени. Верниците се подготвуваат за Великден. Вапцени јајца и утринска литургија за Велики четврток. Аптеките бараат да бидат иземени од обврската за објавување на цените на нивните производи која почнува утре. Негодуваат и трговците кои велат од 25 февруари, кога беше донесен законот, до денеска немале доволно време да изработат веб страници. Аптеките да бидат ослободени од објавување цени на интернет, побара од Сдруженијето на приватни аптеки. Според нив, обврската е несоодветна затоа што не се обични трговци и ќе создаде дополнителен товар за фармацевтите. Барањата ги испратиле до Министерството за економија и кабинетот на премиерот. Приоритетната наша улога е давање на здравствена грижа кон пациентите. Со носењето на овој нов правилник едноставно се намалува можноста да ние како здравствени работници се фокусираме на нашата основна здравствена дејност. Сите ние се соочуваме со намален број на фармацевти. На некој начин квалитетот на услуга ќе се намали токму заради тоа што ќе немаме доволно време фармацевтите да одвојат за фармацевската грижа и издавањето на лекови. Од владата потврдија дека барањето е пристигнато и ќе биде разгледано. Во однос на врската која произлегува од законот, како влада може да кажеме дека истата очекуваме да биде почитувана од сите засегнати кои ги опфаќа законот. Стопанската комора на трговци на големо и мало пак побара дополнителен рок за изработка на веб страници. Значителен дел од малите трговци се уште се во процес на адаптација, од технички, финансиски и кадровски аспект. Станува збор за реална потреба од дополнително време, со цел квалитетна и одржлива имплементација, велат од комората. Министерот за економија со нив ќе има средба после великденските празници. Дурмиши вчера го образложи правилникот, почнувајќи од утре, сите поголеми маркети, аптеки, бутици, продавници за бела техника, играчки, железари, на веб страница мора да ги истакнат сите производи што ги нудат со сенивните цени. Ке треба да ги ажурираат секој работен ден до 10 наутро, а во случај на попуст мора да биде означена и редовната цена, процентот на намалување, како и времетрењето на акцијата. Објавите на социјалните мрежи нема да се важат. Ослободени се само трговците кои имаат до 10 вработени. Ова следи од како во февруари пратениците го изменија законот за потрошувачи и им дадоа рок од 45 дена на трговците да се прилагодат. Тој што нема да го почитува законот, ќе добие казна и до 10.000 евра. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во новата просечна потрошувачка кошничка ќе влезат голем број земјоделски производи, пред се од домашно производство, вели министерот за земјоделство. Тој откри дека ќе биде изработен календар кои култури кога се произведуваат и се користат врз основа на тоа да се направи пресметката. Ние учествуваме заедно со останатите министерства во оваа потрошувачка кошница. Нашето министерство е во делот на производите, земјоделските производи кои што учествуваат. Верувате, голема е листата. Верувам дека министерството кое што ќе излезе со оваа потрошувачка кошница ќе ги има сите оние производи кои што влегуваат. Пред се застапени производите кои што ги произведуваме во Република Македонија. Ние како министерство, согласно календарот на производство на земјоделски култури во нашата држава, изработиме посебен календар кои земјоделски култури во кој период доспеваат и се во период на користење. Тој список е доставен до Министерството за економија и така е вметната за секој еден земјоделски производ да биде во период на искористување. Значи, знаете дека одредени производи се со сезонски карактер, така да во периодот на производство ќе бидат и вметнани во таа кошничка.
Уште пред разденување верниците вапцаат црвени јајца во пресрет на најголемиот христијански празник Великден. Утре е строг пост, а во сабота верниците ќе се подготвуваат да ја слушнат веста за Христовото воскресение. Од утринава беа полни и верските храмови каде се одржуваа литургии. Габриела Лескова. Со денешниот Велики четврток започнува празнувањето на великденските празници. Уште пред изгрејсонце се бојадисуваат првите јајца во црвена боја, бидејќи се верува дека токму оваа боја ја означува Христовата крв. Храмовите и црквите низ државата утрово беа полни со верници, бидејќи се одржаа утрински литургии. По повод празникот архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан утринава богослужеше на Василиева литургија со вечерна во храмот Свети Димитри. На Велики четврток е востановена тајната вечера. Тогаш се случила тајната вечера и всушност се востановена светата Евхаристија или причестувањето, затоа што Господ Исус Христос кога седел со апостолите на трпезата, го зел лебот, го прекршил и им рекол: ова е моето тело кое се прекршува за вас, за прошка на гревовите, и им го дал да јадат. Потоа зел од чашата вино, го благословил виното и им рекол: пите од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за вас за мнозина за прошка на гревовите. Великден е најголемиот и најубавиот христијански празник, велат граѓаните. Денови резервирани за време со најблиските. Нешто најубаво. Нешто што не може да се опише. Вапцавте ли јајца? А ово са бајвен. Колку и во какви бои? Па црвена боја, тоа значи воскреснување. Тоа е црвената. А после шарник и направам. Дали бојадисувавте јајца? Да, секако, да. Апсолутно. Утрово сите или планирате и некој во текот на утрешниот ден да ги... Не, се разбира, пошто имаме помали дечиња, нешто ќе оставиме заедно со децата да учествуваат и они. Значи, не се сите, само да се обележи денот. Што ќе си посакате од Бога за овој празник? Да бидат живи и здрави, да му дај Господ секој да ги работи што треба да му се дадат и секој да има верба прво во Бога и во себе. Кога Светата Марија Магдалена пораснувањето од Христо и по неговото воскресение и вознесение, заминала кај тогашниот император, таа му однела едно црвено јајце и му рекла: Христос воскресна. И во чест на тој настан, кога таа му соопштува дека Христос воскресни, му раскажала како бил раснат и слично, се востановило низ вековите понатаму во црквата да се фарбаат јајца, не случајно јајцето земено како предмет кој што се фарба, затоа што тоа символизира живот и символизира и воскресение и радост и така натаму. Утре Велики петок, строг пост. На овој ден Исус бил распнат. Велика сабота е ден во исчекување на Христовото воскресение. Навечер се оди во црква, а на полнок се кршат вапцаните јајца. Во недела се мрси, бидејќи на тој ден Исус воскреснал, а верниците се поздравуваат со поздравот Христос воскресна и навистина воскресна. Габриела Лескова, Сител телевизија.